Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојавте во уште едно издание. Јади Бурек на ТВ Сонце. Имам особена чест и задоволство вечерва гостим во студиото да ви го представам и да го поздравам професор доктор Љубомир Цуцуловски. Професоре, добро вечер, добре дојдовте. Благодарам, поготово што после 15 години еве повторно правиме емисија. Мислам дека последната беше 2005. И таа емисија скоро ја објавив, ја реобјавив и ја репризирав и можам само да се вџашам, ништо не застаре од она што го кажавте тогаш. Ништо не застаре, а тоа само говори за луѓето од вашиот калибар. Вие сте пред се филозоф и писател, иако сте и професори, имате докторирано, но тоа покажува и говори за вас мислата на некои луѓе. Потребна е на временска дистанца да видиш колку неговото кажано или колку неговото дело држи. Ја бев навистина вџашен и многу ми е драго што прифативте и повторно се сретнуваме. И пак сакам да се обидам од вас, да поставам прашања кои вообичаено кога гостувате, живееме во доба кога телевизијата, медиумите се демистифицирани, гостите се помалку валидни, а секоја тема не трае повеќе од 3 дена. Јас сакам да направам емисија да можам да излечам сршта од вас, суштината, вие што сте, низ некоја реченица таа ќе проникне, искрено надевајќи се ако ви дадам простор. Зошто ова го зборам? Го зборам затоа што обично нели се фокусираат моите колеги или на дневно-политичка тема, или на некоја обично, и тука се бараат одговори од разни профили. Мене ми недостига во ова време, после овие година дена, на едно изворедно шизофрено време, кое ја уште не можам да си го објаснам себе си, мене ми недостига теоријата на се. Стивен Хокинг што викаше, за да го разбереме светот, нам ни треба една општа теорија која... Нема холистичкиот пристап. Холистичкиот пристап, ја не знам попогодна личност од вас за да му поставам прашање. Професоре, што ни се случува? Какво време? Пред 15 години ни на крај памет не можев да помислам дека на вакво нешто ќе се сведам не јас, не земјава, не општество, планетава. Како да го согледам ова и како да... Мислам, ми треба еден филозофски пристап, бидејќи лекарите ми дадоа лекарски, политичарите политички, народот од свој некој емотивен карактер, неуропсихијатар ќе викнам и тој ќе даде некој аспект, но само вие, ја мислам, сте единствено способен да ја согледате и да ја објасните целава оваа ситуација низ која живееме и политички, и здравствено, и социјално, и шизофрено. Па далеко од дека сум единствениот кој би можел да даде соодветен одговор на нешто не само вас, туку сите нас. Не мачи тишти или на некој начин гризе, најадува. Велам, не верувам дека сум единствениот, бидејќи прашање дали воопшто постои некој кој би можел се тоа да го објасни, а што не секој ден, туку мигновено ни се случува, бидејќи од миг во миг работите се минуваат и преминуваат во својата спротивност и додека едната спротивност проаѓа во другата спротивност, наеднаш се раѓа нешто трето, нешто четврто, нешто пето, се мултиплицираат настаните, проблемите, макар што од друга страна како да постои нешто што ќе поврзува, но тоа некако не можеме да го најдеме. И јас како секој човечко суштество, значи независно од мојата професија, независно од моите амбиции или мојот интерес, сум се обидувал да објаснам што навистина му се случува на светот. Значи не на нас, кои живееме на овие простори, бидејќи што сме ние во однос на светот, што е светот во однос на космосот, да речеме, на целината. Значи, се обидувам да си дадам себе си некаков одговор, некакво објаснување, меѓутоа не успеавам, секој пат трнувам, кога сакам да го објаснам, да речеме, да банализирам
зошто баш оваа чаша е тука поставена или зошто е тој на власт, ако одиме на планот на политиката. Тргнувам од одредена предпоставки, се трудам, колку што можам, да извлекувам логични заклучоци. Доаѓам до известен степен и потоа наидувам на зид. Тогаш велам добро, предпоставката или премислата од која сум тргнал била погрешна. Ај ќе тргнем од друга предпоставка, друга хипотеза, друга теза. Пак се обидувам логички да ги изведам работите, пак не можам да дојдам до конечен одговор, бидејќи пак наидувам на зид. И испаѓа како да сме сите ние затворени во некаков зид внатре и како да одим од едниот крај кон другиот крај на таа просторија, бидејќи сепак е тоа некој затворен простор, и налик на слепи луѓе ставени во темнина, пипкаме по зидовите, обидувајќи се нешто таму да допреме или преку тоа нешто да дознаеме, бидејќи помеѓу другото ние сме и тактилни суштества преку допирот, нешто допира до нас, исто како што и преку видот допира, исто како што и преку слухот допива. Не сме случајно повеќе сетилни суштества, но велам, сето тоа попушта и на крајот доаѓам до една анекдотска ситуација, дека сето ова мене ми наликува на обид, на мој обид, да не го опуштам, да не се дадам таа нескромност, на еден обид да се фати црн машор или црна мачка во црна просторија во која нема светлина, значи владе тотален мрак, а патем мачката, односно мачорот не постојат. А ние се обидуваме да ги фатиме. Шродингер? Делува вака како да е надвор од домот, но прилике тоа е она чувство што јас го имам. И можеби, не можеби, сигурно има, односно има моменти кога се чувствувам Дон Кихотски, си викам, зарем јас сум тој кој треба да го објасни светот, или зарем јас можам да го објаснам светот, и зарем во таа Дон Кихотска ситуација не делува човек помалку и комично, бидејќи се повеќе преовладува онај конформизам. Крај се својата работа, сега ти ли се најде да го исправиш светот, ти ли се најде да го објаснуваш светот, ако не сакаш да го менуваш, но барем да го објасниш светот, кој си ти да го правиш. Но од друга страна пак се велам, Дон Кихот романот, односно неговиот автор Сервантес, остане и ќе остане запаметен во историјата не по Санчо Панса, кој се задоволуваше со било што, нити па се трудеше за нешто да размислува, туку ќе биде запаметен токму по таа навидум будалетинка, Дон Кихот, кој се обидуваше во тој крајно бесмислен и необјаснив свет да најде некаква смисла и некакво објаснување. И во таа смисла Сервантес се јавува како претходник, и тоа го велам сосема сериозно, и тоа не е само моја мисли, тоа можете да го сретнете дека и многу автори, дека е предвестник Сервантес на екзистенцијализмот. Значи, фрлени како пилиња без никој да не праша во овој свет, дека нашите родители не прашале дали сакаме да се родиме или не, тука едноставно не родиле и не пустиле, не во онаа груба смисла, но не пустиле во светот да се сноѓаме. Тоа е отприлика таа идеја на екзистенцијалистите и немајќи однапред зададена суштина за секој од нас, под предпоставка ако Бог не постои, или ако Бог постои, тогаш веќе ќе постои есенцијализам, значи некоја наша есенција, некоја наша суштина. Но вака ние се раѓаме некако како табула раса, што би рекол Џон Лок, и препуштени самите на себе треба да бараме смисла во овој бесмислен свет, бидејќи нема друга смисла од она смисла што човекот ја дава. Дури и Бог да постои. Еве, не ми е далеко ни таа идеја, како предпоставка дека Бог постои. Сепак тоа суштински ништо не би помогнало, ова барање на смислата, затоа што пак ние мораме да определиме смислата. Ќе се послужам само со еден мал пример, се извинувам што можеби подолго говорам. Не, ве молам, не застанувајте и не се... Ќе се послужам со еден мал пример, познат веројатно секому, позаимен од Стариот Завет, од Библијата, значи од првиот дел на Библијата или Стариот Завет.
Исак и Аврам. Бог бара од него да го убие својот син. Тоест преку ангелот бара да го убие својот син. Таткото како добар верник нема никаков сомнеш дека синот треба да се го убие. И оној момент, бидејќи Бог сигурно знае што бара од него, сигурно дека тоа што го бара од него, колку да делува вака жестоко за обичниот човек да го биете своето дете, сепак тој го вади ножот и оди да го убие својот син. И во тој момент Бог вели нема потреба да ја докажа својата вера. Значи, според това, овој мит или овој дел од Стариот Завет за Исак и Аврам, значи Аврам таткото и Исак синот, би можело да се заклучи дека кога Бог би постоел, тогаш би имале некаква сигурност, бидејќи тоа е сезнајно, се мудро и се добро суштество. Како се добро не може да не наведе на лошо не може да не наведе од незнаење, бидејќи е сезнајно и се мудро и така натаму. Меѓутоа, сепак се поставува прашањето, а кој на Аврам, на таткото, значи во овој случај, му гарантира дека оно што се појавило е ангел? Тој треба да одлучи дека е тоа ангел. И кој му гарантира, ако е ангел, дека е испратен токму од Бога? Може би е тој некој паднат ангел. Но дури и да не е паднат ангел, и да е навистина ангел, и да е навистина испратен од Бог, што ако Бог се изразува метафорично? Велики уби го својот син, тој може би мисли на нешто друго. Пак на нас останува одлуката, тоа е тежината, да ја сватиме смислата на пораката Божја. Значи, ние не можеме да избегаме од нашата одговорност, од нашата слобода, од нашата неможност да не бираме и да одлучуваме. Според тоа, дури да постои смисла, дадена од Бога на светот, ние сме дешифрирачите на смислата. Ме сваќате? Со други зборови, оно што србите го велат, но кажемо на македонски, не се може надвор од својата кожа. Значи, ние секогаш остануваме заробеници во својата кожурка, така да речем, или во својата кожа, или во својот свет, во својот субјективитет. Но ако е колку и да се трудим, значи Бог да постои и Бог да ни кажува, сепак сме ние тие кои го дешифрираат тоа што Бог ни го кажува. Та дури да ни кажува без шифри, пак се прашуваме во еден миг. А може би Бог се изразува во шифри? Моето прашање е овде... Може би Бог е еден вид, дека не се навредуваат ортодоксните верници, не православните, него вистинските верници, без разлика на нивната религиозна припадност. Сепак, ние сме тие кои мораме конечно да одлучиме. Тоа е неприкосновеното право на одлучување што го имаме. Таа е слободата на избор, да го отфрлиме или да го прифатиме Бог. Тоа е и послушанието кон Него, и верата кон Него и така натаму. Но ако сме по лик Божи направени, значи, не зборам само по изглед, тогаш најверојатно дека и овој начин на зборови, иако сме издегенерирани од таа основна природа во која сме создадени совршена, зборовите колку толку имаме право. Значи, јас имам потполно право да вашето искажување вечерва овдека го тумачам како вистинито. Затоа што ја не само тоа што го зборите, туку и енергијата која излегува од вас, а ние сме, велите, со повеќе сензитивни суштества, но не се само тактилните суштества. И оној филинг што го јас имам внатрешен спрема вашето кажување, мене ќе ми даде за право да професорот Цуцуловски говореше вистина. И тоа е во рамките вистината. На одредени предпоставки. Ке се повикам дека сум како и вие од образ Божи и дека тука имам некаков код, пракод да почувствувам вистината која се збори. Но сега да се вратам на денешницата, тапкањето во мракот. Кога ми зборевте за тоа, кога ми опишувавте, имав визија на паноптикум.
кружниот затвор во кој се сите, а од еден центар невидлив, кој не знаеме, но предпоставуваме дека чувар не следи и секој се плаши во тој конформизам. Чујте си ова, може ме гледа, може не ме гледа. Тоа е совршениот затвор кој 1870 некоја Бејкон го има создадено како идеја кој едно време и функционираше. И мене ми се чини, погледнете, ние како да сме во Варшавско гето, со 100 војници не чуваат, не смееме да писнеме. Знаете што ми рековте пред 15 години? Човекова природна интенција е да даде отпор, затоа што е тоа основниот закон на инерција. И овој покрет го направивте. Имавте книга пред вас, го памтам од интервјуто и направивте вака. Книгава да ја турнам ми дава отпор. Тоа е природна човекова состојба. Но тој отпор паѓа. Дали е само конформизмот и заради тој конформизам не успеваме да ги согледаме работите и сме манипулирани, контролирани и фрлени во еден, ја не знам, еве, моето согледување дека ние живееме не криза општа човечка, ние живееме еден експеримент кој не знам кој го прави, со каква цел и кон што треба да води. И ја единствените одговори на вакви големи прашања можам само да ги најдам во Библијата. Конечните крајните, последните времиња или така натаму, но тоа е, нели, не сум апокалиптичен дух. И затоа само луѓе како вас филозофи со ваква сеопфатност можат колку толку барем да не поттикнат. Земи прочитај, земи ов. Дали ви имавте потреба да се повикате на некои авторитети од, не знам, од филозофијата, класици, понови, постари, каде што некако би можеле да си најдете некаков одговор. Дали оваа состојба без преседан во историјата? Според моје мислење, ова е навистина без преседан и не може да се сретне ниту во уметноста. Дури во трите клучни антиутописки или дистописки или негативно утописки романи, ги кажувам според хронологијата на нивното настанување, ние од Евгени Замјатин, Храбриот нов свет од Хаксли. Замјатин го пишува романот Ние 21-ва, 31-32 излегува Хаксли со Храбриот нов свет и 49-та година Орел со 1984 година. Значи, во сите тие три романи, од кои за мене е клучен сепак Ние, зашто е претходник на нив и основните идеи веќе се содржани. Не што се веќе содржани, туку и развиени кај него. Може да се најдат одредени елементи на она што денеска се случува, но ни приближно со таа жестокост и со таа морбидност фактички во која ние денеска живееме. Јас мислам дека денешната цивилизација покрај другото може да се означи како параноична цивилизација, тоа е цивилизација која негува параноја. Браво. Која негува параноја. Браво. Значи, цело време човечкото суштество или човечките суштества да се чувствуваат како да се загрозени од нешто. Дали тоа нешто се американците, или се јапонците, или се русите, или се лошите германци, или примитивните македонци, или балканците воопшто, или е тоа некаков метеорит кој се движи кон земјата, или се тоа марсови, или се тоа марсовци, не знам, кои можеби ќе извршат инвазија. И можеби таа цивилизација на еден многу впечатлив начин, значи оваа цивилизација на создавање на параноја кај луѓето воопшто, ја покажа Орсон Велс во неговата радиодраматизација на Војна на световите од Велс. Кога и јадници американци ги напуштале своите домови, убедени дека она што го слушаат, дека Соединетите држави се нападнати од вонземјани, тоест од марсовци, дека тие почнуваат да го освојуваат и Велика Британија и другите делови од светот, ги напуштале буквално своите домови. И тоа покажува од една страна, Велс, покажува од една страна колку човекот е подложен на сугестија, но од друга страна како можеш постојано да го држиш во параноја, односно он живее во параноја. Кога не би живеел во параноја, он
се го постави елементарното прашање, па чекај, од каде сега најднаш масовци, па ќе не напаѓаат, па ние ќе ги напуштаме своите домови или ќе бегаме. Значи, ова е една цивилизација на параноја. Ако ги гледате овие современи блокбастери филмски, тоа се или некои апокалипси, или некакви изродени животни, или некакви вонземјани, сетите се на култниот филм на Ридли Скот, кој го носиме дури внатре, и однатре излегува и пукаме. Еве и сега пукаме да речеме викаат. Слушај, многу е филозофско религиозно. Злото е во нас и кога тогаш ќе излезе и ќе не убие. Браво, вие сте еден од ретките што го разбрале суштествено Елиен. Покрај вас. Не. Па очигледно сте го сватиле. Да, ама тоа ме фасцинирало, викам. Да, па тоа е злото во себе, на крај ќе излезе и ќе те но знаеш што ме интересира, професоре? Ме интересира како се доаѓа до таква параноја? Дали низ историјата паранојата преовладувала или се мултиплицира со мас-медиумите? Орсон Велс со Војна на световите радиодрамата... Да, тоа е 36-та ми се чини. 36-та? Тоа е време во кое После кризата. После кризата. Да, непосредно значи, после кризата. Закрепнува. Фашизмот е веќе дојден во Германија, односно нацизмот во Германија, 33-та, Хитлер доаѓа на власт, а фашизмот 24-та во Италија. Дали е тоа И го имаме Сталин, да речеме, во Советскиот сојуз. Така. А да, они ги плашеа комунистите ако дојдат ово, и така натаму. Орвел за Сталин ја напише 84-та, како што и самиот кажуваш. Мултиплицирана е паранојата и велите негувана. Што значи во суштина тоа? Покрај тоа, ја ќе се надоврзам. Чиповите на Бил Гейтс, кемтреловите, затрујувањето на водата, затрујувањето на воздухот, и тоа се ова филмски идеи од средината на 90-ти години. Например, тоа дека не трујат со кемтрелови од Матрикс. Базичната приказна на Матрикс е побегнавме под земја затоа што небото ние го затавме да нема светлина, да ова. И сега тука... Но земјата е одамна загадена како резултат на дождовите. Може ли во нашата параноја... Чекај. Вака сакам да го парафразирам името, да го парафразирам прашањето. Приметувам дека денеска ништо не се крие. Но денеска дека буквално вистината, ако има некаква тајна, државна, не знам ваква, наква, ово, она, тоа не се крие. Буквално се е извадено. Но тоа е толку тривиализирано затоа што ако викаат овој телефон зрачи и онда имаш уште мал милион варијанти во кое секој е малце подисчашено, зрачи, не зрачи, повеќе зрачи, помалку зрачи, и едноставно вистината за штетноста на ова се дисперзира и нема никаков ефект. Па така и со овие паранои. Дали сметате дека може да постои некој толку луциден, дека може да постои некој толку лукративен или толку некој злобен ум, врвен интелект Моријати, кој или склоп на повеќе вакви, кои вакви теории на глобално ниво можат да ги спроведуваат. Или се ова е само резултат на нашата параноја и нашиот конформизам во кој дозволуваме да бидеме манипулирани. Ќе се обидам постепено, доколку ни дозволува времето, дозволува слободно, да го кажам своето мислење, значи не својата вистина, своето мислење за оно што вие го тематизиравте. Тоа се теми или прашања или проблеми кои сите на еден или друг начин не ислуштуваат. Помеѓу другото рековте, дури не ја кријат ни вистината. Дека можеби ни ја кажуваат и вистината. И јас некогаш мислам дека и нема потреба да ја кријат вистината, бидејќи од нас луѓето создадат толку недоверчиви суштества, што кога ќе ви кажуваат вистината, вие ќе се прашате, а што ако овој ме лажи? Што ако овој се подигрува? Значи, почнуваме
да се сомневаме дури во оние ситуации во кои ја слушаме вистината, бидејќи таа параноичност, тоа чувство на несигурност, на неизвестност е толку снажно кај секој од нас, што се прашуваме дали овој на вистина ми ја кажува вистината, и ако ми ја кажува, со која цел ми ја кажува? Бидејќи овој свет веќе ништо не е само по себе цел, туку само средство за нешто друго. А на тоа укажува уште еден познат, може би не толку во пошироката јавност, но во потесната филозофска јавност, Мигуел де Унамуно во неговата верзија на Дон Кихот, работена според оригиналот, но како своевидна верзија, вика денес не можеш да бидеш дури ни луд, бидејќи да ја кажеш вистината и да постапуваш праведно. Веднаш луѓето се прашуваат, а што ли овој наумил? Зошто ја кажува вистината? Која е целта? Значи, секогаш бараме некаква позадина. Дотука сме доведени. Што се однесува, па генерално... Сакаш да кажете, не се занимаваме со фактот на вистината или на искажаното, туку се занимаваме со намерата, зошто е... И со намерата, да, затоа што се чувствуваме прогонети, затоа што се чувствуваме изманипулирани, затоа што се чувствуваме излажани. И тоа што се прашуваме со која цел. Јас не се сомневам дека вие ми ги подарувате на очарите или телефонот ваш. Јас не се сомневам ако ми го подарувате. Но се сомневам во вашата намера, а тоа е најлошото. Кога човек од човека губи доверба. Кога мислам дека вие имате некаква зла намера, човек на дури човека тогаш му е кога волк. искрено ми пружате благодет некаква. Сакавте да кажете дека човек на човек е волк, хопс, каму среќа. Волците се многу социјални суштества. Со јасни правила на игра. Овде нема Тоа е друго што нам не ни се драги затоа што ги јадат овците или добитокот. Но така ги создала природата или Бог. Тоа е нивната природа и они се однесуваат сообразно со својата природа. Но внатре во рамките на својата заедница тие се совршено социјални суштества или општествени, како сакате означите ги суштества, каде што точно си го знае секој своето место, каде што постојат точно определени правила на игра. Сега говорам за нив како за човечки суштества, но тие се живи суштества и секој суштество кое е живо суштество функционира според некои правила на однесување. Но сега ќе се вратам пак на паранојата земајќи еден пример од секојдневието. Јас 50 на години, значи скоро целиот свој живот, 50 на години, активно спортувам. Главном порано ми беше трчање до водно, до врвот на водни, да поставам некаков свој рекорд брзински. Сега со годините и со тежината кој е резултат па на одредено хормално пореметување, но тоа е веќе дато во сферата на интересот и на гледачите, па и на самата емисија, веќе 20 на година трчањето по планини, по успони, го заменив со возење на велосипед. Најчесто на водно. Минатата година, некаде крајот на септември, почетокот со октомври, времето беше убав, мислам денот беше убав, и јас се пресоблекувам во близината на манастирот Пантелеймон. И по едно време слушам зуење на ројна пчели над мојата глава. Се зачудив, искрено се зачудив, затоа што тоа е време кога веќе пчелите, мислам, годишно доба, кога пчелите се веќе во своите домови, да речеме, во своите колипки, кукички. Гледам, не можам да ги видам, но ги слушам. И тој звук на зуење час се приближува, час се оддалечу, значи, па ќе го снема. Ќе го снема неколку минути, пак ќе се појави, пак гледам јас горе, не можам ништо да видам и на крајот, после неколку минути, или 10 минути, забележувам дрон. Значи, некој мене ме снима. Во тој момент, дека јас се пресоблекувам. Не велам дека е тоа некој шпион, агент. Може би, две момчиња, или девојка и момче, си седнале, си купиле дронче за 200, 300, 400 евра, си снимаат, туте може да ме постават на YouTube, еве го професорот, како се пресоблекува гол
горе на Водно. Тоа ми се случи и пред некој месец. Истото, но веќе знаев што е кога чуев тоа зуење. И тука баш покрај мене случајно беше еден на истото место, баш тука на самата ограда, зид од манастирот. И тука покрај мене случајно беше отец Пантелеймон, еден од монасите. Со кој се знаеме вака, бидејќи одам там, не влегувам манастирот нормално, но тука застанувам, се пресоблekувам, па се спуштам назад со точакот. Го прашав дали го виде дронот. Вика, знам и знаеме кој го пушта, ама не сме мокни било што да направиме. И еве вие паранојата. Значи, вие било каде да се наоѓате, било што да правите, немате никаква гаранција дека не сте снимани и дека таа снимка нема да биде злоупотребена. Може би е направена на чисто задоволство на некој или на неколку души, но може за се да биде употребена. И од тука нормално се индуцираат тоа чувство на прогонетост, но на параноја. Но од друга страна има еден феномен кој не знам како да го именувам, затоа описно можам да го кажам, би бил како антипараноја. Многу пати, затоа што се чувствуваме прогонети, ние почнуваме да прогонуваме луѓе, мислејќи дека тие не прогонуваат нас. Така како одборбен механизам се јавува некако да прогонувате, затоа што ќе го прогласите за виновник на се што вас ви се случува. Па го бркат од својата средина. Соседот е оној кој ми ги направи бејлите. Еден пријател од школските денови ми ги направи бејлите. Значи сега ние почнуваме пак да прогонуваме. Од една страна сме прогонувани, но од друга страна прогонуваме затоа што се чувствуваме прогонети. Тоа е еден вид на одбранбен механизам и така може да се објасни помеѓу другото. Не е единствено, но помеѓу другото и така нареченото кодоштво. Кодошиме затоа што се чувствуваме загрозени. И сакајќи да се одбраниме, наводниот непријател ќе го предадеме. Тоест ќе го оцинкариме на одредено место. Така што живееме во многу матни и многу чудни, благоречено времиња. Имаше на збирка на поезија објавена некаде 80-тите години од Гојко Џого, српски поет, Вунена времена во оригиналот, волнени времиња. Навистина, ово се волнени времиња. Како да сме во волни, колку се обидувате повеќе да се извлечите, толку повеќе се замуткувате во таа волна. Политички, светот, покрај овие работи што му се случуваат, има еден тренд кој ние најдобро го почувствувавме на своја кожа, како мала средина со големо материјално влијание, а тоа е идејата на Сорос за отворено општество, која не е само негова идеја, туку е нешто повеќе. Тие идеи се мултиплицираат и од големи држави се поддржуваат, каде што врвната слобода и демократија може единствено да се, прво беше преку правата на хомосексуалците, сега е бришење на gender oriented, тоест бришење на тој и таа и додавање уште мал милиони, карикирам, нормално, нели, ит, таа или таа и тоа или не знам како, и тоа се големи борби. Последниот човек кој за ова сакаше малце да ја објасни човековата природа и мислам дека е еден од последните нови големи филозофи, Джордан Питерсон, тешка психолог е, да, он е клинички психолог и филозоф и ги читав неговите 12 правила на животот, каде што опишува природата на човекот, знаеш, она први, нели, како се менува ракот, која ќе доживее пораз, он дегенерира во мозокот и станува пониско суштество, и интелектуално и помалку способно у моментот која ќе доживее пораз. На некој начин ме стави на мисла, дали се она што на некој начин преовладуваше како темел во општеството, сега се руши и со каква цел? Еве, ако треба да ги срушиме темелите на мажот, жената како мајка, мажот како маж, како основни клетки на општеството во целиот свет, тие се рушат, но не можам да сватам со која цел. Што е крајната цел да се покаже?
демократите имаат проблем да се најдат себе си, левицата во светот, и они ја најдоа во правата на хомосексуалците како врвна светска борба. И таа преовладува скоро во се и секаде. Едноставно тоа е тема на која не смеете да критикувате, порано и можеше да се критикува, сега веќе не можете ни виц да кажете. Но ја чувствувам... Да, веднаш се прогласува за говор на омраза и слично на тоа. Значи, и тој говор на омраза и сето тоа. Но не можам да ја согледам со која цел сите овие работи се случуваат. Од секогаш имало трансджендери, од секогаш имало хомосексуалци, од секогаш имало или немало женски права, но не било толку драматично како што тоа денеска нам ни се прикажува дека не баре суштествувањето на светот е загрозено ако тоа подитно не се промени и донесе како например новиот закон за сексуално воспитување во Македонија, иако неќам да ве навлечам, но слободно искоментирајте ако имате истав. Што се случува со целава оваа работа? Добро ме разбравте? Разбрав. Зошто се случува? Мислам дека оно што денеска се случува е на овој план. На планот на родовите. Помеѓу другото, има за цел да се сруши било каков ориентир, тоест цврст темел, току се да се претвори во некаква кашеста, пифтијаста маса, каде што се може да биде тоа што е и не мора да биде тоа што е. Во исто време да биде и ја и неа. И машко и немашко, и женско и неженско, и големо и мало, и немало и неголемо. Со други зборови, се оди кон тоа ми се чини да се изгуби аксис мунди, значи оската на светот. Не постои човечка заедница каде што не постои нешто што се значува во филозофијата. Јас предавав 25 години отприлике филозофија на религија. Аксис мунди, значи некаков ориентир, вредносен ориентир, сега говорам за вредносен ориентир, околу кој заедницата се ориентира и може да воспостави каква таква комуникација помеѓу себе си. Работата станува дотолку понеразбирлива што ако јас или вие речи излезе на телевизија, јас не сум хомосексуалец, јас сум хетеросексуалец, да биде прогласен веднаш за човек кој е против хомосексуалците и за говор на омраза, додека тие може да бидат горди на својата сексуална ориентација. Се говори за ориентација, веќе не и за припадност. Што говори дека веќе се доведува во прашање правата на хетеросексуалците. Значи, вие како хетеросексуалец не треба да бидете, не смеете да бидете горди, бидејќи сте хетеросексуалец. Но они имаат право да бидат горди затоа што се хомосексуалци. Значи, тоа е губење на секаква вредност и на ориентација. Ниче е познат по неговото барање за превреднување на сите вредности. Но сепак пазете, он не вели уништување на сите вредности, туку превреднување на сите вредности, значи он бара нови вредности, но сепак вредности. Хомосексуализмот не е карактеристичен само за овој век или за оваа епоха. Доволно е да го прочитате диалогот или делот, и сите дела на Платон се диалошки, Гозба или Симпозион во оригинал на старогрчки, и ќе видите како се таму поделени на љубовник и љубовница, љубовник и љубовник и љубовница и љубовница. Значи, постои и машки хомосексуализам, постои женски хомосексуализам, лесбијство, и постои хетеросексуализам. И за тоа нит некој одговарал во тоа време, нити од тоа некој правил бомбастични изјави или манифестации како што денеска се праве со парадите. Диалогот, Симпозиум или Гозба
тематски се однесува на љубовта, се обидува да објаснат љубовта помеѓу човечките суштества, значи помеѓу истосполните, маж, жена, жена, но и помеѓу хетеросексуалните, маж, жена. Како сосема легитимно прашање и како можни легитимни одговори. И романот, се извинувам, диалогот отприлike завршува со тоа што на таа гозба, на тој симпозиум, зашто симпозиум значи гозба, грците, старите грци филозофите, кога филозофирале, си правеле гозба, си пиеле, си јаделе и си разговарале за овие теми. Тој диалог завршува со тоа што неколку помлади, не така познати учесници како што се во тој диалог на Платон, Сократ да речеме, се караат кој ќе спие со Сократ. Некому може да делува комично, некому може да делува перверзно, некому може да делува нормално. Но само сакам да нагласам дека тоа не е нешто ново. Новото е што сега од тоа се прави главен проблем во светот. Светот оди, дека ми просват гледачите, на изразот во мајчината, а ние треба да се грижиме за некакви си самопрогласени маргинализирани групи. А што е помалку маргинализиран оној кој е без работа? Што е помалку маргинализиран оној кој 30 години рмбал во рудник и денеска е и без таа работа? Жените биле маргинализирани. А зашто истакнете оние кои одат по клоаките градски, значи кои чистат градската канализација? А тоа се во главно мажи. Некога ќе го прогласи можеби пак за некаков машки мачоизам, шовинизам или не знам што. Но тоа си е негов проблем. Проблемот кај нас е што лесно подклекнуваме пред етикетирањата, плашејќи се дека можеби со нашите ставови некому ќе изгледаме старомодно. Но кој оној кој определува што е модерно, што е немодерно, што е нормално, што не е нормално? Ако некој си го зема тоа право, тоа што мора да му дозволи тоа право да го земи другиот. Но овдека збориме за рушење на вредности. Па затоа го спомнав и Ниче, значи он бара превреднување на сите вредности. Па Ниче, значи губење на ориентација, губење на аксис мунди, значи на оска на светот, околу која во овој момент зборам тие се тешко платени организации. Ова не се поединци, господине Цуцоловски. Ова се НГО кои имаат буџет поголем од што вашиот факултет годишно. Значи, стануваат појаки од институциите каде што мудроста на целиот свет акумулирана ја пренесувавте на идните генерации. Сега вие не ја пренесувате и се одлучува. Луѓе напушта, Питерсон вика, кој вика? Не може, вика, ја да ја штампам оваа книга. Работниците у печатарницата протестирале против, вика, ми создава душевна болка. Како што еден ми рече, оти ја носев капата на Трамп. Make America Great Again. Вика, ми создаваш душевна болка. Со тоа. И он е во право. Ми создава можеби душевна болка ако треба да ја симнам пак капата. Ама он ја има поддршката. Него се прашува, што е целта со ова? Зошто да се уриваат? Имаше неколку аналитичари кои излегуваат, кои велат дека новиот свет кој, да речеме, Западот, губејќи го идеолошкото тло на својата цивилизација, се обидува овдека да се фокусира за да прави проблем и да го контролира остатокот од светот. Дали е тоа одговорот на сево ова? Бидејќи преку Сорос и, да речеме, овие работи се скоро пенетрирани во сите земји, а тие земји кои не дозволуваат ваква пенетрација на така наречени НГО со вакви агенди каде што треба паради да се има, каде што треба да се сменува сексуалното воспитување, каде што нивото на годините, гледате како педофилијата се намалуваше под 18 години, порано се, сега е до 14, сега е до 15. Оној типот последниот што и викаше indecent proposal што и даваше едно девојче 15 годишно, нема да одговара. Го најдов во законот, вика, на 15 години можеш да се удвараш, вика. Не важи за педофилија, а Холандија бара и уште помалку. Што е целта крајна?
Да ги оправдаме собствените перверзии. Оправдавме алкохолот, оправдавме дрогата, оправдавме што Помеѓу другото, целта е да се создаде чувство на вина кај вас. Значи, као оние другите. Демек, ние немаме разбирање. Ние не можеме да ги сватиме овие напредни, наводно, современи тенденции и како примитивни треба да се чувствуваме некако виновни. А преку чувството на вина најлесно се контролира човечкиот род. И врз тоа се подпираат сите тоталитарни режими. Така. Мислам, не сум сигурен, но мислам дека во емисијата, но таа ми беше не единствена, кај вас сум учествувал досега барем 2 пати, може би и 3 пати. Помеѓу другото, во таа емисија од 2005 мислам дека подсетив и на следново, дека предизборната халозинка или парола на Џон Кенеди, која наводно доста влијаела врз неговата победа, во позитивна смисла, беше не се прашувајте што Америка направи за вас, туку што вие направивте за Америка. Таа парола навистина, која ќе чуете на прва, звучи неверојатно привлечно. Меѓутоа, зад неа се крие нешто многу тоталитаристички, нешто многу страшно. Бидејќи додека се прашуваат црнците, навистина, што ние направивме за Америка, се најдоа во Виетнам. А потоа и белците, размислувајќи што ние навистина направивме за Америка, се најдоа во Виетнам и они, но веќе беше касно. Тука е направена една инверзија помеѓу субјектот и предикатот. Ајде, да не теоретизирам, да идам на практичен пример. Наместо народот да праша што Америка направи за нас, што државата направи за нас, народот е принуден да се прашува што ние направивме за државата. Па белки државата не постои сама за себе, а народот да ја задоволува. Браво. Ако е обратно, државата постои и државните институции и министерствата и се што постои како општествена или државна институција, постојат само како алатки да му помогнат на човекот. Воспротивно, ако се прифати тезата што јас направив за Америка или што јас направив за Македонија, тогаш ние ќе бидеме сведени на орудија, тоест на предикати, а субјект ќе станат институциите сами по себе, државата, партијата и така натаму. Тој метод на владење го користеле сите тоталитарни системи, тоа не е карактеристично само за Америка. Други род Сталин исто така прашувал. Не се прашувајте што партијата направи за вас, што вие направивте за партијата. Не се прашувајте што државата направи за вас, прашајте се што вие направивте за државата. Не се прашувајте што социјализмот направи за вас, прашајте се што вие направивте за социјализмот. И навистина звучи добро. Меѓутоа, ако човек малку размисли, ќе се праша, па чекај, дали социјализмот треба да постои, односно јас да постојам заради социјализмот, или социјализмот заради мене. Се разбира дека целосното отфрлање на оваа теза, каде што објектот, предикатот станува субјект, државата, институциите и така натаму, значи као живи ентитети сами по себе цел, а човекот нивен предикат, значи нивно својство, значи отфрлањето на овој пристап радикално би одвело пак кон во една друга крајност, кон еден крајно егоизам. Што ми е гајле мене сега за Америка, што ми е мене гајле за партијата, да ја да си ги наполнам џеповите. Што ми е гајле и за идеологијата. Тоа е другата крајност. И јас решението го наоѓам во еден убав спој помеѓу алтруизмот и егоизмот. Каде што припаѓам на другите, но и другите ми припаѓаат на мене. И едно од најдобро формулирани места на оваа идеја го наоѓам кај Маркс во неговите економско-филозофски ракописи, пишувани 1844 година, кога има тој само 26 години. И тој вели,
ти сакаш да бидеш сакан. Значи, сакаш да бидеш задоволен тоа од егоизам. Значи, ти сакаш да бидеш сакан. Но не можеш да бидеш сакан ако не сакаш. Сакаш да добиеш љубов. Но не можеш да добиеш љубов ако не умееш да љубиш. Сакаш да бидеш ценет. Но не можеш да бидеш ценет ако самиот не побудуваш такви чувства и кај другите. Да те ценат со твоето однесување. Ти љубиш, но твојата љубов не е возвратена, твојата љубов е несреќа. Значи, идејата е дека во основа човекот сака да биде љубен. Сака се да биде на некој начин центар на светот. Да биде љубен, да биде ценет, да му се обрнува внимание и така натаму, но тоа не може да го добие ако тоа не го пружи кон другите. Значи, егоизмот се остварува преку алтруизам. А тој алтруизам го задоволува егоизмот. Дај за да ти се даде. Но не во една нека меркантилистичка смисла. Не во наемнички однос? Не. Баш во христијански. Баш во христијански. Христијански. Значи, без повод да сакаш, без да знае, без и не можеш да бидеш сакан ако не сакаш. Без да очекуваш да бидеш сакан, да сакаш, а сакањето ќе ти се врати. Но ако имаш потреба да бидеш сакан, тогаш прашање е колку твојата намера ќе биде искрена. Добро, затвори круг. Добро, да. А и непостолкони си одговори, јас само укажав на едно решение кој мене ми е многу близко. Како алтруизмот и егоизмот не мора да бидат сосема спротивставени, туку меѓусебно можат да се надополнуваат. И дека многу пати оно што се чини алтруизам е заправо егоизам и оно што е егоизам може да биде алтруизам. Или садизмот, да речеме. Ке се послужам со еден мал пример, пак се движиме околу истото, ако сум доволно јасен, мислам. Околу истото прашање се движиме. Околу, да речеме, садизмот. Садизмот е во основа, како грубо дефинирано, желба да се доминира, да се владе на другиот. Значи, не мора да му се нанесува физичка болка, не морам да го тепам, не да му правам. Но да се владее на другиот. Другиот да не може без мене, да го држам цело време во шах. Шахмат, на некој начин. Има еден добар пример. Имате, да речеме, соседка, млада мајка, има вонбрачно дете, во добрата смисла, не го осудувам, не тоа за осудување нешто. И вие сте просто воодушевени од таа млада жена која цело време просто трепери на детето, на тоа 5-6 годишно дете. Пази, синко, на улица ќе те згазат. Внимавај, сврти се лево, десно, проаѓај само на зелено. Пази, надвор дува ветар, облечи се фино, може да фати дожд. Немај да се препелкаш низ тревата, не знаеш кој се прошол, кој се испоганел тука во таа трева. И така натаму. И вие сте воодушевени од таа посветеност и тој алтруизам на мајката кон синот. А ако размислите, може би таа е и садист, бидејќи на тој начин го неспособува детето да живее самостојно туку според нејзините директиви и она владее со него преку наводниот алтруизам. Контрол фрик. Или постои еден стар виц, со тоа да го завршам овој дел, може би дел од гледачите го знаат, може би дел од нив не го знаат, не е лошо да се спомнат некои нешта. Мазохистот му вика на садистот. Тоа е стара виц, гледам по реакција. Те молам, тепај ме. А садистот го гледа вака, арогантен, вика, не те тепам. Баш нема да те тепам. Да. Одличен. Така што разликата помеѓу алтруизам и егоизам, мазохизам и садизам, ѓаволски тешко може да се одреди. Како што и ѓаволски може да се определи што е злонамерно, што е добронамерно. Бидејќи кај нас често пати ќе чуеме, повеќе се говори злонамерно. А после ги ти моите намери. Како можеш да ги знаеш моите намери? Гледаш што зборувам. Не можеме да расудуваме што мислиш, не знаеме што мислиш, можам само да шпекулирам за твоите намери. Да, многу е едноставно ова како рецепт за живот. Пак да се навратам на онаа теза дека Македонија беше експериментален полигон
кои просто неверојатно сето она што ни се случуваше со НГО-та, контролата и начинот како они издоминираа во општеството со толку моќ веќе да се стекнат да менуваат влади, да менуваат имиња, да менуваат многу работи во општеството. Истите па тие работи после ги гледавме, например, шарената револуција ги гледавме во Америка на улица. Ја само викам Трамп која си глуп, која не виде што се правеше овде па да излече заклучоци, но на крај па и се прашуваш, стварно не знаеш каков отпор да дадеш. Дали да се пуштиш низ струјата, дали да дадеш отпор, или како да се престроиш, или едноставно мора ова да се преграби. Нам ни сменија име и идентитет. Нешто што е, добра, ај сега пресилен збор и идентитет, али кон тоа се во води. Просто е без преседан во меѓународна политика вакво нешто, кое гледам дека меѓународната тоа го пречутно го одобрува. Како да и они чекаат да видат што од ова ќе се изнедри, па најверојатно утре да се користи. Во меѓувреме, општеството имаше, Европа имаше голема криза со бегалците. Парис и Франција се непрепознатливи веќе како држави. Ништо од она што знаеме пред 20 години веќе не наликува. Тоа е една каша, една чорба од каде што ни идеја што е Франција и што е на една безличност, да речеме. Каде што никој веќе не е сигурен, каде што свесно се пуштаат домородното население да страда, да биде силувано, да биде тепано, во име на... Да, ова, ако ми дозволите. Да, ве молам. Која рековте домородното население. Домородното. Добро го рековте, бидејќи има многу домородни населенија. Оно што се случува кај нас, не се случува само нас. Се случува во многу други, за нас, може би непознати безимени земји, во Африка, Азија, може би на многу пострашен начин. Само што ние затворени во својот свет, оптеретени со своите маки, не ги гледаме маките на другите. Што да рече палестинецот? Што да рече било кој африканец украина лина? Што да рече онај во Етиопија? Што да рече они во Сирија? Ве тепаат, а ве викат дека ве ослободуваат. Мислам дека на некој начин го зачнавте и прашањето за бегалците. Непрепознатливоста на Франција и на Германија. Ми се чини. Мене тоа не ме изненадува. Тоа може да биде режија, нечија режија, за дестабилизација на Европа, на Европската унија конкретно. А тоа може да го прави само некој на кого му смета Европската унија, и како економска сила, и како културна сила, особено како културна сила, но мислам на вистинска Европска унија, на изворна Европска унија, но има и еден друг момент на објаснување на овие бегалски бранови. Во Франција, во Англија, не толку во Германија, но особено во Франција, во Германија, кои доаѓаат? Доаѓаат луѓето од арапскиот свет, од афричкиот свет, од Пакистан, Каде што некогаш тие... Каде што овие беа колонии. Порано. И кај нив е останата на некој начин свеста дека се дел или нешто на свест, дека се дел се уште од таа империја. И нормално дека таму ќе оди. Што он има со Русија или со, не знам, Аргентина или со Бразил? Неговите се родиле во француска колонија, нормално спасот ќе обара во Франција. Но може би има нешто друго на кое укажуваше од уметноста треба навистина доста да се учи. Да речеме Џон Карпентер во филмот Магла. Филмот, ако се сеќавате, за тие што не го гледале, во неколку само реченици, се случува во едно мало местенце приморско, кое е изградено врз стени, оние морски, огромни хридини, што ги викаат, сабите се не би текнува соодветен македонски збор. И навечер почнува да се јавуваат вампири. Духовите од минатото. Духовите од минатото.
Си го И бараат златото. се испоставува дека тоа место се збогатило на тој начин што ги привлекувало навечер тие бродови, некаде во 18 и 19 век, на подводните карпи, бродовите се рушат, овие ги плячкат патниците и богатството што го носат со себе и така тоа место се збогатува. Но оној кој бил ограбен доаѓа сега да се го наплати оно што му било земено. Пораката е, мислам, многу јасна и можеби тука негдека можеме да го најдеме некој од одговорите, не единствениот одговор, зошто луѓето одат во Франција или во бившите колонијални Германија никогаш не била Не била. колонијалистичка, ама интересно Затоа и двете светски војни ги прави, заради пазарите и изворите на енергија. Но Холандија, Данска, Испанија, геополитичка карма. Франција, Англија, Збориме за британците се гордеа со тоа што во нивната империја сонцето никој пат не зајдува. Толку е голема што кога играва и на исток и на запад, тоа е пак истата империја. геополитичка карма. Може и така да се рече. Не, во секој случај, ја карикирам, се извинувам, не сум толку вешт како вас и со знаење, едуциран. Во секој случај, не можеме да речеме дека е ова само природен процес или потполно контролиран процес. Ова е еден природен процес во кој, да речеме, сфери на влијанија се обидуваат да го контролираат во сопствена корист и така натаму. Со која крајна цел се обезличува светот? Ако е ова некаков процес природен, кој би имал најголема цел? Знаеш, почина принцот Филип. Има една анегдота од средината на 90-ти години, анегдота, не е анегдота, туку е една теза, која од него, која вела дека е изговорила, бил припадник на тајните друштва кои не се тајна дека постојат, дали се масонски ложи, дали се клубови, дали 300, дали илуминати или каков да веќе се нарекуваат. Он го изјави тоа пред новинар дека за да 1/4 од планетава, а тоа е западната хемисфера, нели таа четвртина, каде што е западот најразвиен, да живее во благосостојба, 3/4 треба да живеат во немири и во нели економски проблеми и така натаму и така натаму. И тоа е единствениот начин на кој ние викам можеме како империја и како цивилизација да се ги задржиме своите вредности. Не знам за таа изјава. Но како ви изгледа се едно? Таква изјава се едно, дали е изречена од овој или оној човек, е наобична будалаштина. Бидејќи светот може да живее среќен, вклучувајќи и таа 1/4, доколку и другите живеат среќни. Бидејќи во океан на несреќа не може човек да биде среќен. Тоа е од една страна. А од друга страна постојат тези кои малку или повеќе продираат, според кои планетата е пренаселена и дека ќе мора да се изврши контрола на населението, тоест на наталитетот, ќе мора да се намали бројот на жителите, бидејќи планетава си е димензионирана како што се димензионирана и не ќе може да издржи толкав број на население. Нешто што е исто така наобична глупост, која потекнува од Малтус. Тој е еден и филозоф и теолог. Томас Малтус, кој живее на преминот меѓу 18 и 19 век. Значи, он тогаш излегува со тезата дека земјата е веќе пренаселена и дека не ќе може да го прехрани населението. И водили се големи полемики, значи сериозни полемики во тоа време со Малтус, но воглавном го земале на подбишега, макар што постоеле одредени кругови кои го форсирале. Ја форсирале Малтусовата теза дека земјата е пренаселена, макар што тогаш немало ни милиарда население, но сите тие тези се обична глупост, дури и во сегашни услови кога имаме околу 7 милиарди население. Зошто? Затоа што решението не е во намалување на наталитетот, тоест во создавањето на нови и нови човечки живи суштества. Туку решението е во создавање на нови работни места, облагородување на необработливите сега
простор или земјишта, или еве да бидам сосема конкретен, да не испадне многу се труди да теоретизира или филозофира под наводници, обично тоа се зима филозофира. Само во Македонија колку имаме напуштени села и необработени земјишта. Замислете да се обнови Галичник, но со сета она инфраструктура што се следи за 21 век. Да се насели повторно Маријово, но со сета она инфраструктура што се следи со 21 век, почнувајќи од асфалтирани патишта, Ке ни недостасува народ тогаш. Работна сила ке ни недостасува. Па тоа сакам да кажам, значи Ке увезуеме кинези, еве ви кажувам тогаш. Како Само можеше- ние, како запад, можеше- источна Македонија да се обработи. како можеше Израел од пустиња да направи плодно земјиште? А ние сме цела Македонија скоро плодно земјиште. И не само Македонија, говорам сега начално. Значи, обична глупост е малтузијанството. Идејата дека земјата е пренаселена, па не ќе можела да издржи толку население, па затоа тоа население треба да се намалува, па помеѓу другото ќе го намалувале преку ковидот И преку вакцините. и вакцините. И преку Бил Гейтс. Ако тоа точно, тоа што е најглупавото и најморбидното решение. Решението е отварање на нови работни места, во претварање на необработливите земјишта во обработливи, во реанимирање на оно што веќе постоело и како стока, и како земја, и како земјоделие, и како сточарство. Значи, земјата може да цвета, не да не нахрани, да не прехрани, да не прејаде. Но очигледно дека некому тоа не одговара. Некому му одговара, особено на капиталот, со што помалку луѓе да се оствари што поголем профит. Но од друга страна Бидејќи ако работите многу луѓе, тогаш и профитот се намалува. Тоа се елементарни нешта во политичката економија. Но и ние станавме конформисти. Едноставно, македонецот е доведен на раб на банкрот. Само го дели една плата од полн банкрот. Ние сме зависни и луѓето се определуваат повеќе да идат да работат државна работа, која е крајно непродуктивна и која едноставно зборам за администрација, не зборам за школство и здравство. Ма, образованието е најпродуктивната Работа дејност. што може да Создавањето Ама на таа луѓе е- и на знаење е најголемото создавање. Нема Апсолутно поголемо се славам. создавање од создавање на Зборам луѓе. да се И пикне на во знаење. администрација само заради една работа, да има редовна плата. Затоа што луѓето се поспремни да има една мала мизерна плата, ама да му е редовна, одошто да се Ама- стави на ризик на пазарот. Знаете што, господин Илковски, и на овој план имаме пак парадокси. Да речеме, оној каков таков социјализам, заправо не беше ни социјализам. Не беше. Затоа што комунистите, говорам за југословенските комунисти, велеа дека градиме социјализам. Се движиме кон социјализам, а не дека сме во социјализам. Но како и да е, се обвинуваше, значи, тој социјализам или тоа општество кое одеше кон социјализам, дека е бирократско и административно. Елементарна анализа, ако се направи сега, помеѓу тоа општество и сега, ќе се покаже дека тогаш администрацијата во однос на вработените, па макар биле и по неекономски критериуми вработени, била многу помала во проценти од колку што е сега администрацијата. И денеска практично имаме администрација и некои мали производствени погони, кои самите едва се одржуваат со Со ретки ништо исклучоци, не го а камо ли да ја да го одржува целиот тој бирократски, Со ништо не односно оправдуваме административен дека сме апарат. пазарно општество. Со ништо. Никако, никако. Сменивме систем и ништо не докажавме и покажавме дека сме за тоа. Ние сменивме систем и создадовме наместо самоуправен социјализам или социјалистичко самоуправување, ние создадовме државен капитализам кој е скоро идентичен со државен социјализам. Каде што државата владе со незиниот апарат, а зад неа стојат оние кои го водат стопанството, тоест кои ги имаат парите. Западот прогресираше Значи- заради слободниот пазар. Ние никогаш не го направивме тоа. Ама Западот и запаѓаше во кризи баш заради слободниот пазар. Па затоа и го ограничува. И западна, така ја надмина помеѓу другото кризата од 30-тите години од минатиот век.
И кога повторно ја препуштија работата лесе-фер, да ги пустиме нештата да се развиваат сами по себе си. Тоа е логиката на либералната економија и пазарот. Сам да. Тогаш доаѓа до хаос, бидејќи пазарот не може да мисли и да планира. Мора да се планира, мора да се знаат какви се потребите за автомобили, тоа за кои автомобили, дали има потреба од вакви научени и за колку научени, за да можам производството да го прилагодам на пазарот. Пазарот тоа не може сам по себе. Во еден момент ова се продава, но го нема во доволни количини, бидејќи е голема побарувачка. Значи цената му расте. Штом цената му расте, почнува да произведуваат сите научери. Штом почна сите да произведуваат научери, тоа е логиката на слободниот пазар, цената паѓа. Имаш вишок на производ, цената, а побарувачката е таа, цената паѓа. Штом цената почнува да паѓа, повторно се јавува истиот круг. Недостаток на тој производ, цената му расте, пак производство, така доаѓа до тие циклични кризи. И кој е критериум за планско производство? Па ќе ви кажеме Никој не се покажа како автентична ситуација. И нека секој ќе може да се извлече свој заклучок. Ние југословените, зашто јас се сметам за дел од таа држава, таму сум се родил, таму сум растол, таму сум се воспитувал, таму семејството сум го градил и така натаму. Значи југословените, не во етничка смисла, говорам како граѓани на СФР на Југославија, бевме горди помеѓу другото со црвена застава, која произведуваше автомобили помеѓу другото, Југо или Флорида што ќе произведуваше. Доаѓаат некоја јапонска делегација, тие се уште жив, 70-тите години, и помеѓу другото ги носат во посета на застава. И помеѓу другото, значи директорите, тогашните директори, не собственици на застава, се фалат пред јапонците какав парк имат резерва на автомобили. Јапонците ќе се онесвестеле, па каква логика ви е таа економска да имате висок на производи кој не ви изнесе на пазар. Прво ќе видите што му е потребно на пазарот, па потоа тоа ќе го произведете и веднаш ќе го продадете. Кој е смислата на производ кој не е изнесен на пазар? Значи тогаш се немаше пазарна логика и затоа Југославија почна да трокира. А денеска кај сме? Сменивме име, влеговме у НАТО, еве сега чекаме на милост од бугарите, во едно општество каде што, како што рековте негде на почетокот, имаме толку горливи екзистенцијални прашања, ние се занимаваме со сексуално образование за првооделенци, као примарна работа, а криминалот ни цвета да мора ни дојде ДЕА, американската за дрога. Мислам, по-голема број. Ја не знам како можам да се гордеам со ова. И, еве, ја викам, ајде, нека целта ги оправда средствата. Бидејќи гледам многу мал отпор се даде во менувањето на името, ако се сеќавате, знаете колку беа македонците храбри и унисони во тоа дека име и идентитет нема да се рчка. Еве, полека, име ни сменија, идеме полека да станеме од македонци северно македонци во еден збор и така натаму, и некако сите како да креваат раце. Кој од себе, кој од државата, а да не зборам и за економијата. Едноставно, може на власт буквално било кој да дојде овдека, кој само ќе добие амин од некој центар и да биде поставен и да работи што сака. Ете таков печаток. Народов од друга страна нема никаква самосвест, он се јавува и вика нема никој да го поведе народот. А во историјата, ја колку паметам, народ никој не поведувал. Народот сам по себе инстинктивно, ако бил загрозен, се креол. Евреите во Варшавското гето се дигнаа дури 45-та, откако од не знам колку милиони станаа десетици илјади. Кога сватија дека нема некој да куртули од тоа што ги чека. Но јас сепак сум институционалист. Еве што мислам под институција. Мислам дека народот во основа сам по себе е неспособен да се организира. Кога
би можел, тогаш не би постоеле институции, не би постоеле и партија, бидејќи и тие се еден вид на институции. Не би постоеле Карпош, не би постоел Матија Губец, сепак некој ги организирал. Не би постоело ВМРО, мислам, ВМРО 1893 година. Не би постоеле социјалистички, комунистички или не знам, либерални или било какви партии. Проблемот е што ние немаме институции. И најлесно е сега да се вика по народот. Јас тргнувам од тезата дека народот е мало дете или, ако сакате да не делува тоа подценувачки дете, а билка, растение, цветче, кое треба да се негува, да се култивира, зашто самиот збор култура значи негување. А кај нас такво нешто не постои. Народот е буквално препуштен сам на себе си. И кога сте препуштени самиот на себе си, тогаш правите некакви потези кои наликуваат на потези на агрогиран боксер. Мавате каде што треба и каде што не треба, и кога не треба. И пак повторам, кога луѓето би можеле, без институциите, значи кога сами од себе би се организирале, тогаш не би постоеле институции. Фактот дека постојат институции говори дека на човекот му се потребни тие форми на организирање и на делување. Значи, овие институции не функционираат. Спомнавте за образованието. Да. Скандалозно е, благо речено скандалозно е, образование да го води човек кој нема одржано ниту еден час предавање. Дали тоа ќе биде во градинка, дали не политичко предавање, говорам предавање, едукација. Дали тоа ќе биде во градинка, дали тоа ќе биде во основно училиште, дали тоа ќе биде во средно или на универзитет. Човек кој нема слушнато ни еден час методика. Методика е наука на наставата. Па имате општа методика, наука за наставата воопшто, па имате посебни методики. Методика на филозофија, методика на македонски јазик, методика на хемија, значи како се предава и организира еден час по хемија, еден час по филозофија, па го на тоа ве едуцираат посебните методики, кој нема слушнато ниту еден час дидактика, како се врши образованието, како се организира образованието, како се води еден час, како се планира материјалот на часот, распоредот на часот. И часот ќе е поделен на подчасови, така да речем. Што се вашите предвидувања? Што не чека? Доста лошо. Доста лошо и доста лошо не на внатрешен план, туку на општочовечки план. И тоа може би повеќе ме вознемирува отколку оно што ќе ми се случи на внатрешен план. Бидејќи колку и да делува како излетена фраза, јас сум македонец и ме боли за оно што и се случува на Македонија како македонец, но јас сум исто така или пред се човек и ме боли оно што му се случува на човештвото. А на човештвото му се случува нешто многу страшно и така некако ја започнавме емисијата која и не можеме, или барем јас не можам да го дефинирам што е оно што му се случува. Бидејќи од каде и да тргнам, од која е било предпоставка, хипотеза, доаѓаме до ѕид. Доаѓам до ѕид. Еве, не сакам да го злоупотребувам времето што ми е дадено во вашата емисија, или некој да помисли дека го злоупотребувам. Не се правдајте. За ковидот, додиме за пандемијата. Слободно. Сега очекуваат врвните експерти, говорам за светските експерти, од областта на медицината, епидемиологијата, посебно, дека се надзира некако, можеби, решението не само со оглед на вакцините, туку еве доаѓа добар, овај летен период, добар период, во климатска смисла, па ќе можат луѓето да излегуваат од домовите, да шетаат покрај Вардар, по улиците, по площадите. Значи, решението е во излегување од дома. А истовремено тие истите воведуваат, што воведуваат? Локдаун, тие воведуваат полициски час, седи дома 80 часа и тоа го издржавме. Значи, еден ист човек во едно исто интервју или изјава мислење, вели, решението е наскоро
или барем облажувањето на проблемот, ќе излеземе од затворените простори каде што заразата многу повеќе се пренесува, затоа се затворени нели ресторани и кафулиња, затоа мораме во затворена просторија да бидеме и со маска ако не сме на одредено растојание. Значи внатре е многу поопасно отколку надвор, а пак од друга страна ти вика излегувањето надвор исто така е опасно. Или се они спобудалени, или сака да не спобудалат. Или е мешавина на едно и на друго. А веќе и не важено и виц, да не го кажа во оригинал за лудиот и збунетиот, бидејќи веќе не се знае ни кој е збунет, ни кој е луд, и дали има збунет и луд. Ја очекувам жаби да почнат да паѓаат. Па може, зошто да не. А ние со отворени усти ќе ги чекаме. И ќе ги голтаме. А тие ќе таат. И ќе дојдеме нешто како оперски пејачи. Жабите преку не пеат. Ја ви благодарам за ова ваше излагање. Сметам дека е безценето. Ви посакувам добро здравје. Се надевам дека ќе го прегрмите овој вирус. Ако не знам дали го закачивте, дали се вакциниравте. Не. Одлучивте ли нешто по тоа прашање? Што ќе правите? Нема да се вакцинирам. Ви посакувам добро здравје. Благодарам. Исто и на вас. И на сите луѓе. И се најдобро. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.